сега баш дали ми е точно. Оти и она само од деца раѓа не ни тргнала на работа, ма знае колку толку. Ајде да слушнеме сите што напишале, да ги слушнеме. Ајде, може. Betreff neuer Termin. Hallo Steffi, kein Problem. Wir können den Termin verschieben. Ich habe am Mittwoch Zeit. Pass 15 Uhr. Liebe Grüße, Mirjana. Толку. Добро. Друг? Ајде, Марија, повеле. Liebe Steffi, kein Problem. Wir können verschieden der Termin. Wir können den Termin den Termin, зашто е во акузатив, den Termin verschieben. Von Montag bis Mittwoch bin ich in Berlin. Am Donnerstag habe ich Uni. Nach der Uni habe ich Spanischkurs. Am Freitag habe ich Zeit. Wollen wir am Freitag ins Kino gehen? Passt dir das? Liebe Grüße, Carlos. Danke. Друг? Ако нема друг, прво што ќе направиме е вежбата Шпрехтренинг на страна 28, сега во учебникот. Еве го. Шпрехтренинг. Da. Sie sind zum Essen eingeladen und kommen eine halbe Stunde zu spät. Schreiben Sie 3 Entschuldigungen. Вие сте поканети на јадење и доаѓате половина час подоцна. Напишете 3 извинувања. Има неколку дадено како пример. Ајде, прочитајте го првото, Наташа. Уствари сите прочитајте ги. Tut mir leid, ich bin im Aufzug stecken geblieben. Да. Entschuldigung, ich habe deine Straße nicht gefunden. Mein Navi funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Tut mir leid, meine Uhr ist kaputt. Добро. Ајде некој друг да ми каже друго извинување. Entschuldigung, ich habe Problem mit meinem Auto. Ja, ich habe Problem mit meinem Auto. Danke, Maria. Die anderen? Тоа се кажа тут ми е лајт и Entschuldigung и сега друго. Освен тут ми е лајт и Entschuldigung, не треба да се искористи друго. Нема друго зборче, меѓутоа да најдеме други извинувања. Ете, Марија каже едно. Ајде друг. Кој сака да се обиде? И после Entschuldigung и тут ми е лајт, жал ми е, што други? Не, други реченици. Други реченици. Да. Сега истотек не знам, не можам да се снајдам тук што треба точно. Тут ми е лајт и бин. Горе тоа што е така ли? Да. Втората вежба е auf Entschuldigungen reagieren. Was passt, ordnen Sie zu. Како да реагираме на извинувања? 3 начини. Првото. Sie glauben die Entschuldigung. Верувате во извинувањето. Вториот. Sie finden die Entschuldigung okay. И
третото Sie glauben die Entschuldigung nicht. Односно, не верувате во извинувањето. Во Word документ ќе направам табела во која што ќе ги вметнам чисто колку да имаме. Само ќе напишам дека die Entschuldigung значи извинување. И ќе вметнам табела во која што ќе ги вметнеме овие три. Едното е Sie glauben die Entschuldigung. Односно верувате. Вие верувате во извинувањето. Второто е Sie finden die Entschuldigung okay. Вие мислите дека извинувањето е окей. И третото, Sie glauben die Entschuldigung nicht. Односно, вие не верувате во извинувањето. Дадено, односно поврзано е Schade, wie dumm, jetzt ist das Essen kalt. Тоа е Sie finden die Entschuldigung окей. Значи едниот начин е со dumm, односно schade. Schade значи штета. Schade. Штета. А вториот, wie dumm, jetzt ist das Essen kalt. Односно на македонски, колку глупаво. Сега јадењето е ладно. Ајде да видиме второто. Ајде, Весна. Seltsam, jetzt Функциониert. deine Uhr. deine doch, ach, wirklich. Со кое ќе го поврземе ова облаче? Што мислите? Со првото Sie glauben die Entschuldigung. Sie glauben die Entschuldigung. Да. Sie glauben die Entschuldigung. Точно. Имаме seltsam. Што значи seltsam? Seltsam значи ретко или невообичаено. Необично. Seltsam. Seltsam. Jetzt. Funktioniert deine Uhr? И второто е односно ова како го запишеме, прво на македонски. Чудно.
или необично. Сега твојот часовник работи. И второто, ах, wirklich? Што на македонски ги значи на вистина. И реченици кои што ќе бидат, ама ова нема да биде во Sie glauben die Entschuldigung. Ова ќе биде Sie glauben die Entschuldigung nicht. Не верувате во извинувањето. Во верувате ќе бидат кои две реченици, Марија? Das macht doch nichts, kein Problem. Das macht doch nichts и kein Problem. Ach. Das macht doch nichts. И второто, kein Problem. И првото и второто можам да ги преведам како нема проблем. Тоа е израз првото, ах, das macht doch nichts, исто значи нема проблем. Зашо имаме на никс на крају с? Зашто значи, тоа значи ништо. Да. Nichts значи ништо. А nicht не. Еве, за да не се буниме. Само да си стои. Nicht значи не. И нема исто значење со nichts, што значи ништо. И тука имаме Arbeiten Sie zu viert, wer bekommt die meisten Punkte, со реакции на извинувања, меѓутоа ете ги запишавме и ви овде имаме истите што ги прочитавме предходно. Auf Entschuldigungen reagieren, kein Problem, das macht doch nichts, schade, wie dumm, seltsam и ах, wirklich. Со извинувањата ќе завршиме со лекцијата број 16 и ќе започнеме со обработка на 17-тата лекција, која што се вика како... Кој ми е тука Весна беше? Ајде, Миријана. Wer will Popstar werden? Wer will Popstar werden? Така е? Односно, кој сака да биде звезда. Поп звезда. Напишам насловот. Лекцион 17. Wer will Popstar werden? На македонски лекција 17. Кој сака да биде поп звезда? Имам една фотографија. И sehen Sie das Foto an und hören Sie, welche Anzeige passt. Was meinen Sie? Имаме 3 Anzeigen. До сега Anzeige сме кажале дека значи оглас.
Имаме 3 огласи, односно може да значи и реклама. Треба да слушнеме, да ја погледнеме фотографијата и да кажеме кој оглас одговара. Прво ќе слушнеме, па потоа ќе ги прочитаме и ќе напишеме со што одговара. Само ќе запишам дека именката Anzeige, die Anzeige, може да значи оглас или реклама. Сега ќе го пуштам за слушање текстот. Добро, слушнавме. Сега ќе го споделам пак целиот екран и ќе замолам Наташа да ја прочита првата, да го прочита првиот оглас. Die internationale Popacademie, du möchtest Popstar werden, melde dich jetzt an. Melde dich jetzt an. Тука имаме делив глагол, тој е глаголот anmelden. Со значење се пријавува. Dauert, што значи? Dauern значи трае. Глаголот dauern значи трае. Ајде сега втората. Марија? Die Castingshow. Auch im nächsten Jahr sucht Deutschland den Superstar. Du möchtest ins Fernsehen, dann bewirb dich jetzt für das Casting. Така е. Глаголот bewerb е всушност глаголот bewerben, кој што значи конкурира. Овој глагол е неправилен глагол, а тоа значи дека во второ и трето лице еднина ето преминува во и. Односно, ich bewerbe du bewirbst и sie es bewirbt. Промени во множина нема. Па така,
Множината ги добива следните форми. Wir bewerben, ihr bewerbt и sie bewerben. Во ова, како што видовме, ето, преминува во и. И тоа само во второ и трето лице. Еднина. И третото, Миријана? Staatlich anerkannte Schule für Schauspielkunst. Aufnahmeprüfung. 15.7. Не знам точките така се чита. 15.7. 15.7. Staatlich. Придавка. Staatlich. На македонски државен. Staatlich. Anerkannt. Може да биде и придавка, може да биде и глагол. Anerkennen е глаголот. На македонски значи признаен, признат или ценет. И die Aufnahmeprüfung. Die Aufnahmeprüfung, приемен испит. Welche Anzeige passt mit dem Foto? Was meinen Sie? Може да одговори кој сака. Не, влие тоа што тука пишува Aufnahmeprüfung? Да, тројка. Добро. Марија, како ќе составиш реченица? Еве ти мислиш дека е првиот оглас, како ќе кажеш? Јас мислам дека првиот оглас одговара со сликата. Ich denke, die erste Anzeige passt mit dem Foto. Ja, danke, richtig. Миријана, како вие ќе составите реченица? Вие мислите дека третото одговара, како ќе кажете? Јас мислам дека бројот 3 одговара со третиот оглас одговара со сликата. Ich denke, Die Anzeige 3 die Anzeige 3 ist richtig. Ist richtig. или passt mit dem Foto. Да, како ќе биде весна реченицата за вториот оглас? Ќе ги запишам овие реченици, не се секирайте. Марија рече Ich denke. Die може да биде како реден број. Die erste Anzeige, но не е погрешно да биде die Anzeige 1 passt mit dem Foto. Миријана рече, сега јас можам и со други глаголи што значат мисли да ги употребам. Ich glaube, die dritte Anzeige, односно die Anzeige drei ist richtig или passt mit dem Foto. И сега да ја слушнам Весна. За второто, како ќе кажете дека мислите дека вториот оглас одговара со фотографијата?
Glaube. Ich glaube. Какво беше вториот? Zweite, die zweite. Die zweite. Passt. Или passe? Passt. Die zweite Anzeige passt Passt. mit dem Foto. Ja. Ja, danke. Исто така глагол кој што значи мисли е глаголот meinen. I finden, еве finden. Ich finde. Die zweite Anzeige или die Anzeige 2 passt mit dem Foto. Auf welche Anzeige würden Sie sich bewerben? Наташа. На кој оглас би се пријавиле, би конкурирале и зошто? Auf welche Anzeige Да, Sie sich bewerben? да. Ich bewerbe auf die Anzeige 1. 1. Mhm. Und warum? Warum? Weil ich mochte Popstar werden. Добро, бидејќи не сме учеле зависни реченици со weil, можеме да кажеме ich werde, ich möchte Popstar werden. За да не се заплеткуваме во нешто што го знаеме, инаку ќе учиме за такви зависни реченици. Gut, danke. Vesna, auf welche Anzeige würden Sie sich bewerben? Vesna, auf welche Anzeige würden Sie sich bewerben? Може не ме слуша, може не е ни тук. Може ли аз да се потрудам? Сега не знам. Може слободно, да, слободно, тама работа. Ich bewerbe auf die Anzeigen. Вториот оглас. Auf- Casting Show. Так, ich bewerbe, или, да, ich bewerbe auf Anzeige 2 auf die Casting Show. Warum? Зошто? Warum? Зошто? Ich mochte Mhm. Fernsehen. Im Fernsehen. Ich möchte ins Fernsehen. Gut? Maria, auf welche Anzeige würdest du dich bewerben? Ich finde Anzeige 1 interessant. Warum singe ich gerne jeden Tag zu Hause? Aha, ich singe gerne jeden Tag zu Hause. Danke. И Vesna, дали се слушаме? Да. Auf welche Anzeige würden Sie sich bewerben? Ich finde Anzeige interessant. Anzeige 3. Interessant. Mhm. Warum? Ich mochte gern anerkannte.
ама anerkannt тука е како придавка. Признат, ценет. Ich möchte Schauspielerin werden, например. Gut, dank. 3. Wer will Popstar werden? Was passt? Finden Sie die passenden Ausdrücke und notieren Sie. Wie heißen Sie in Ihrer Sprache? Што одговара? Најдете ги соодветните изрази и забележете ги. Како се викаат на вашиот јазик? Ausdruck е во еднина, der Ausdruck. Во множина die Ausdrücke, односно изрази. Што одговара со eine Anzeige? Тука е веќе забележано. Eine Anzeige lesen, односно чита оглас. Ајде да видиме што одговара со zwei. Односно zwei е sich an einer Schule. Ке ги пишувам јас. Anmelden, richtig. Eden eine Anzeige lesen. 2. An einer sich an einer Schule anmelden. Да се пријавиш во училиште. 3. 3 е die Aufnahmeprüfung. Со што одговара die Aufnahmeprüfung? Schaffen. Да, die Aufnahmeprüfung schaffen. Буквалното значење на глаголот schaffen е создава, меѓутоа може да значи во случајов кај die Aufnahmeprüfung schaffen може да значи постигнува или положува. Затоа што станува збор за испит. Горе пишав дека Aufnahmeprüfung е приемен испит, меѓутоа не кажав дека die Prüfung е всушност испитот. Die Prüfung, добре, како напишам die Prüfung во еднина, некој се приклучува, die Prüfungen, сега ќе го преземеме, die Prüfungen, борче треба да е, да. Die Prüfungen, испити. Четири е einen Stipendienplatz. Како велите Миријана, со bekommen? Ja, bekommen. Добива стипендиско место. Кај нас само стипендија. 5. Имаме 5? Или имаме само... Да. Eine Berufsausbildung. Eine Berufsausbildung со глаголот abschließen. Јас не го гледам, ама еве го. Abschließen. Каде што глаголот
abschließen. Повторно има две значења. Едното е склучува, а другото е затвора или завршува. Затвора, завршува. А Berufsausbildung значи стручно образование. Die Berufsausbildung стручно образование. Lesen Sie den Text Anfang und kreuzen Sie an. Прочитајте го почетокот од текстот и обележете. Was ist richtig und was ist falsch? Anfang е именко од машки род. Der Anfang и значи почеток. Во множина die Anfänge. Спротивната почетоци. Спротивната придавка од придавката der Anfang е придавката, не придавката именката, се извинувам, das Ende, што значи крај. Во множина die Enden. Anfang и anfangen исто ли е? Anfangen е глагол. Да, од овие именки можат да се изведат глаголи. Односно, започнува, глаголот ќе биде anfangen. Ова ќе значи започнува. А глаголот ќе биде за од именката das Ende. Глаголот кој што ќе го изведеме ќе биде enden. Разликата помеѓу двата глаголи е тоа што глаголот anfangen е делив глагол, а глаголот enden е нормален, класичен глагол. Јас започнувам, тој глагол е неправилен. Јас започнувам, ќе биде ich fange an. Du fängst an. Sie, es fängt an. Значи, промената која што настанува кај глаголот anfangen ќе обележиме како промена на а во а со умлаут. Во множина немаме промени, па така ќе ги имаме следните форми. Wir fangen an. Ihr fangt an. И sie fangen an. Глаголот enden е правилен глагол. Ich ende, du endest, sie es endet, wir enden, ihr endet и sie enden. Значи ова а преминува во а со умлаут во второ и трето лице еднина. Пред да го прочитаме почетокот од текстот, да ги прочитаме речениците, односно на што треба да се сконцентрираме. Првата реченица, Наташа. Die IPA hat fast 300 Studienplätze. Ова fast сме го сретнале кај fast и ни и fast има, што значи скоро. ИПА има скоро 300 места за студирање. Че јас ќе го запишам, за да не се збуните, fast скоро. Втората бурча.
Akademie kann man nur Компониран. И во вториот ред singen. singen und tanzen studieren. Така. Auf der Akademie kann man nur komponieren, singen und tanzen studieren. 3. Mirjana? Sherry, Fabian und Lisa haben die Ausbildung Abgeschlossen. Cherry, Fabian und Lisa haben die Ausbildung abgeschlossen. Овој глагол abgeschlossen е во кое време? Време. Во кое време? Во множина. Во перфект. Тоа е глаголот abschließen кој што го запишавме погоре. Еве го овој глагол во перфект. Abgeschlossen, бидејќи е делив глагол. Тука не сум ставила ваква. Abschließen, јас ќе го запишам само првото лице во еднина. Singular. Ich schließe ab. Инаку неговата значи форма во перфект ќе пишам imperfect. Abgeschlossen. И гради перфект со помошниот глагол haben, бидејќи не изразува движење. И 4, Марија? Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Образованието трае 3 години. Ајде почетокот, првите... Кој е почеток? Па не е после тоа. Зајте... Аха, целото. Ајде, нека почне сега реченица по реченица, не мора, ама по 2 реченици нека почне Веста. Hallo, wer will Popstar werden? 200. 80. Junge Leute haben sich in diesem Jahr angemeldet, aber nur 2 von ihnen können einen Studienplatz an der internationalen Popakademie bekommen. Als Studenten können sie in 3 Jahren komponieren, singen und tanzen lernen. Und sie bekommen Antworten auf viele andere wichtige Fragen, wie zum Beispiel Musikproduktion. Was ist wirklich wichtig? Wie verkaufe ich mich? Was kann ich für mein Image tun? Oder PR, wie arbeitet man richtig mit Internet, Radio, Fernsehen und Zeitungen. Für Cherry, Fabian und Lisa ist das alles aber noch nicht so wichtig. Für sie steht heute nur eine Frage. Schaffe ich die Aufnahmeprüfung, dank. Ајде сега да видиме, без да го преведеме, дали можеме да определиме was ist richtig und was ist falsch. Првата реченица. Die IPA hat fast 300 Studienplätze. Richtig oder falsch? Falsch. Warum? Weil
Така. Studienplatz. Plätze, super. IPACH hat nur 12 Studienplätze. 2. Auf der Akademie kann man nur komponieren, singen und tanzen studieren. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Cherry, Fabian und Lisa haben die Ausbildung abgeschlossen. Ist das richtig oder falsch? Falsch. Es ist falsch. Warum? Fabian und Lisa. Aber noch nicht so richtig. Ама не е тоа одговорот. Cherry, Fabian und Lisa haben die Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Се уште не го завршиле. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Das ist richtig. Ja. Hallo, wer will Popstar werden? 289 junge Leute haben sich in diesem Jahr angemeldet. Ова angemeldet е форма на глаголот anmelden, кој што го запишав погоре. Anmelden, еве го. И претходно го запишав. Anmelden глаголот во перфект ќе ја добие формата angemeldet. Значи им перфект angemeldet и ќе гради перфект со помошниот глагол haben. Бидејќи не изразува движење. Aber nur 12 von ihnen können einen Studienplatz an der Internationalen Popakademie bekommen. Ова ihnen е личната заменка зи во датив. Значи сме учеле акузатив, мене, ме, сега има во датив лични заменки мене, ми. Нема да ги запишам, затоа што секако ќе дојдат подоцна, меѓутоа да знаете, ева ова инен, значи ним. Само 12 од нив, всушност, ќе можат да добијат едно место со стипендија. Als Studenten können sie in 3 Jahren komponieren, singen und tanzen lernen und sie bekommen Antworten auf viele andere wichtige Fragen и ќе добиете одговори на многу други важни прашања. Значи и Antwort и Frage се илунки, меѓутоа од нив исто така можат да се изведат и глаголи. И двете, и Antwort и Frage се именки од женски род. Die Antwort одговор. Спротивното е die Frage прашање. А глаголите кои што ќе ги изведеме ќе бидат antworten, што ќе значи одговара, и спротивното ќе биде fragen, што значи прашува. Wie zum Beispiel, како например, Musikproduktion, was ist wirklich wichtig? Музичка продукција, што е навистина важна. Wie verkaufe ich mich? Глаголот verkaufen значи продава. Verkaufen. Продава. Овој глагол бидејќи започнува на fer е неделив глагол и првото лице ќе биде ich verkaufe.
Potoi, was kann ich für mein Image tun? Oder PR, wie arbeitet man richtig mit Internet, Radio, Fernsehen und Zeitungen? Für Cherry, Fabian und Lisa ist das alles aber noch nicht so wichtig. За нив не е тоа се уште важно. Für sie zählt heute nur eine Frage. Schaffe ich die Aufnahmeprüfung? Глаголот zählen. Значи број и произлегува од именката Zahl, што значи број. Lesen Sie nun den Text auf Seite 31 weiter. Wer sagt das? Kreuzen Sie an. Прочитајте го сега текстот на страна 31 понатаму, кој вели што? Kreuzen Sie an, обележете. Имаме Фабијан, Чери и Лиза и 6 реченици. Првата и втората реченица, Марија. Ich schreibe meine Lieder. Ich schreibe meine Lieder selbst. Именката Лида е во множина, а незината форма во еднина е das Lied, што значи песна. Das Lied, die Lieder, песна, песни. А зборчето selbst значи сам или сама. Следната, извини, Марија, повели? Да, Марија, повели. Singen und tanzen sind sehr wichtig. Ja, danke. 3 und 4. Burcu? Ich finde ein Berufsausbildung wichtig. Ja, und 4? Ich möchte viel Geld verdienen. Verdienen. Глаголот verdienen значи заработува. А 5 und 6, Miriam. Meine Stadtbrille bringt mir Glück. Ich singe nur auf Deutsch. Ich singe nur auf Deutsch. Glück, das Glück, sreća. Сега ќе одиме кај текстовите на следната страна. Eine Frage, warum wollen Sie hier studieren? Едно прашање, зошто сакате да студирате тука. Чере, нека го прочита, нека ја прочита Наташа. Ich will Sängerin werden. Klar, ich kann das alles auch ohne Schule und ohne Lehrer machen. Aber mit einer Berufsausbildung habe ich einfach bessere Chancen, denke ich. Hier sehen Sie mal, das ist meine Starbrille. Ich weiß, sie bringt mir heute Glück. Danke. Fabian, нека го прочита Марија. Ich will Liedermacher werden. Liedermacher werden. Die meisten Leute sagen ja Singer, Songwriter, aber ich dachte und singe
singe nur in meiner Muttersprache Deutsch. Also sage ich natürlich leider Macher. Ich gehe jetzt mit meiner Gitarre in das Zimmer da und singe eine Lied. Es ist von meiner und es gefällt mir sehr gut. Naja, mal sehen. Es ist von mir und es gefällt mir sehr gut. Und Lisa, нека прочита Мирјана. Ich war schon auf 2 anderen Musikschulen, aber dort habe ich nicht sehr viel Gelernt. Mhm. Jetzt will ich schnell Profi werden. Verstehen Sie, ich bin ja schon 24 und möchte bald mal richtig Geld verdienen. Für mich sind Singen und Tanzen Besonders wichtig. Ein bisschen Angst habe ich jetzt schon. Schon, ja? Gut. Сега ќе се вратиме кај речениците, да видиме was ist richtig, односно не was ist richtig. Wer sagt das? Ich schreibe meine Lieder selbst. Wer sagt das? Ich denke Fabian. Ja, es ist richtig. Fabian schreibt seine Lieder selbst. Wer sagt, singen und tanzen sind sehr wichtig. Lisa. Ja, Lisa sagt, singen und tanzen sind sehr wichtig. Wer sagt, ich finde eine Berufsausbildung wichtig? Cherry findet eine Ausbildung wichtig. Wer möchte viel Geld verdienen? Lisa. Ja, Lisa möchte viel Geld verdienen. Wer bringt seine oder ihre Starbrille Glück? Lisa. Cherry. Сега во последното беше Cherry? Не. Во првото Cherry е веќе шта бриле. Петото е Cherry. Ich singe nur auf Deutsch. Fabian. Fabian singt nur auf Deutsch. Во овие текстови кои што ги прочитавме, ќе се запознаеме со две граматички содржини. Првата е два предлози кои што ги користиме. Оне и мит ги користиме со различни падежи. И потоа глаголот волен, кој што го видовме и во насловот на 17-та лекција, а еден во низата на модалните глаголи кои што сме ги работеле до сега. Прво што ќе запишеме е дека оне емит, односно, морам вака да ги ставам под цртичка за да се знае, оне значи без. Оне значи без и се користи со акузатив. Спротивно на тоа го имаме предлогот мит, кој што значи со и кој што го користиме со датив. Е сега да се подсетиме што беа акузатив и датив. Правевме табела, мислам дека на некој од претходните часови. Ќе ги напишеме уште еднаш формите на определениот, неопределениот и негативниот член во номинатив и односно не во номинатив, туку само во акузатив и во датив. Со сите три вида на членови. Овде имаме машки род
женски род, среден род и множина. Првата табела ќе биде за формите во акузатив. Ќе ископирам зашто вака... Не, тука ќе ги напишам. Определен член, неопределен член и негативен член. Оваа табела ќе биде во акузатив, а втората ќе биде во датив. Како гласат определените членови за машки, женски и среден род и множина во акузатив? Ден, Добре? ди, Да. и за множина ди. Ден, ди, дас и ди. Одлично. Ајде како гласат неопределените членови за машки, женски, среден род и множина во акузатив? Einen, Ајнен, eine, ајна, ein ајн и eine. и нема. Einnehmer. Нема. Затоа што множината се однесува на две и повеќе нешта, а неопределениот член на едно нешто. И како гласат формите на негативниот член за сите родови? Keinen, Да, keine, kein и мислам ти е keinen. кај не. Исто како женски. Добро. Ајде во датив. Како гласат определените членови, определениот член за сите родови во датив? Dem, der Дем, деа. и dem. И за множина? Додавате н на ден и н на именката. Така, ден плюс н на именка. Ајде, како се неопределените членови во датив за сите родови? Einem, Ајнем, einer, ајнер, einem, ајнем, nem. нема. Само има наставка е. Така, само има плюс н на именката. И како гласат негативниот член за сите родови во датив? Keinen, keiner, keinem и мислам ти е keinen Да, и на крају на именката. така, ако нема, ако не содржи од претходно н на именката. Добро. Сега овие ќе ги направиме со примери и тоа ќе земеме примери од членовите од семејството. Како ќе кажеме со, односно еве сега прво бидејќи е без, како ќе кажеме без таткото? Оне ден фата. Како ќе биде без мајката? Оне ди мута. Без мајката. Како ќе биде без детето? Ohne das Kind. Оне das Kind. Der Kind. Оне das Kind. Без детето. Како ќе биде без родителите? Eltern. Ohne die Eltern. Оне ди Eltern. Без родителите. Ајде сега ова, требаше и во табела да ги направам. Овие да ги направиме со мит. Како ќе биде со таткото?
Vater. Mit dem. Mit dem Vater. Со таткот. Како ќе биде со мајката? Mit dem. Der Mutter. Mit der Mutter. Со мајката. Како ќе биде со детето? Mit dem Kind. Mit dem Kind. Така. Со детето. Како ќе биде со децата? Mit den Kindern. Mit den Kindern. И дативот со додавање на оваа наставка е на именката. Со децата. Ова е за определениот. Како ќе кажеме со еден татко? Без еден татко. Ohne Уне. Einen Vater. Ова ќе биде без еден татко. Како ќе биде без една мајка? Ohne eine Mutter. Ваку затифела се. Уне eine Eine Mutter. Eine Mutter. Без една мајка. Како ќе биде без едно дете? Ohne ein Kinder. Уне ein Kind. Kind. Без едно дете. И како ќе биде без родители? ohne die Eltern. Не, немаме неопределен член. Уне, само уне Eltern. Ohne Без родители. Не велам без родителите, туку велам без родители. Ајде сега како ќе кажеме со еден татко? mit einem Mit Vater. einem Vater. Einem Податив. Mit einem Vater. Со еден татко. Како ќе биде со една мајка? mit einer Mit einer Mutter. Mit einer Mutter. Со една мајка. Како ќе биде со едно дете? Mit einem Kind. Така е. Mit einem Kind. Со едно дете. И како ќе биде со родители? Не, со деца? Mit Kindern. Kinderen. Mit Kindern. Mit Kindern. Со деца. А за негативниот член ќе дадеме примери, меѓутоа еве двата случаи ќе го преведеме како негативно. Ohne keinem Vater. Ohne keinen Vater. Без ниту еден татко. Важно е да запомниме дека оне го користиме со акузатив, а мит го користиме со датив. Секако ќе имаме вежби во продолжение. Втората точка. Модал верб. Волен. Или на македонски модален глагол сака. Знаеме и од предходно дека модалните глаголи
имаат исти форми во прво и трето лице еднина и прво и трето лице множина. Така и кај модалниот глагол волен. Ќе го менувам по лица. Сингулар и плурал. Ich will, du willst, er will, sie will, и es will. Во множина, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, и sie wollen. Сега ќе напишеме по еден пример, а потоа ќе направиме и на вежбата 5, каде што ќе ги дополниме формите на глаголот волен со именките, односно изразите кои што се дадени горе во Bild лексикон. Исказна реченица би била Ich will ein Buch schreiben, каде што ќе забележиме дека модалниот глагол стои на второ место и е менуван по лица, додека пак главниот глагол е на последно место и е во неговата инфинитивна форма. Во прашална реченица се менува само местото на модалниот глагол, кој што ако не е прашална реченица со помош на прашален збор, ќе стои на прво место, а главниот глагол исто така ќе оди на последно место и ќе биде во неговата инфинитивна форма. Например, willst du viel Geld verdienen? Ова е прашална реченица, волен е на прво место, а verdienen како главен глагол на последно место. И ако имаме реченица која што започнува со прашален збор, истата ќе биде, ќе ја формираме на следниот начин. Was willst du werden? Ова е прашална реченица со прашален збор, каде што модалниот глагол стои на второ место и е менуван по лице, додека по главниот глагол е на последно место и е во неговата основна, односно инфинитивна форма. Ќе направиме и други вежби. Прво ќе започнеме со вежбата која што се однесува на ohne и mit. Mit oder ohne, welche Sätze sind richtig, kreuzen Sie an. Борче, прочитајте ја првата реченица. Cherry glaubt, sie hat auch ohne ein Beruf zur Bildung sehr gute Chancen. Chancen. Ist das richtig oder falsch? Ist dieser Satz richtig oder falsch? Cherry glaubt, sie hat auch ohne eine Berufsausbildung sehr gute Chancen. Richtig. Nee, das ist falsch. Rečenicата. Aber mit einer Berufsausbildung habe ich einfach bessere Chancen. Denke ich. Значи наместо ohne eine Berufsausbildung треба да стои mit einer Berufsausbildung, затоа што именката Berufsausbildung е именка од женски род. Наташа Цвај. Sherry geht mit ihrer Starbrille in
die Prüfung. Ja, ist dieser Satz richtig oder falsch? Das ist richtig. Das ist richtig. Super. 3, Maria? Fabian geht ohne seine Gitarre in das Prüfungszimmer. Ist das richtig oder falsch? Das ist falsch. Како ќе биде реченицата со mit? Fabian geht mit seiner Gitarre in das Mit seiner Gitarre in das Prüfungszimmer. Seiner, затоа што гитара е именка од женски род. И Фија? Весна? Lisa geht Ohne Angst in die Prüfung. Das ist richtig. Nein. Еве реченицата. Ein bisschen Angst habe ich jetzt schon. Angst е именка од женски род. Die Angst и значи страв. Јас имам едно прашање. Да? Зайнер е само определен, мислам, член и додаваш с буквата напред или? Не, sein е присвоен член. Тука ќе ги напишам. Ева, посесив артикел, присвоен член. Посесив артикел. Присвоен член сме ги имали. Член. Во номинатив нема да ги пишуваме, ќе ги напишеме во ich du, не, вака, ich du, er, sie, es, ќе ги додадам машки, женски, среден род, множина. Ова ќе биде во акузатив. Машки род. Женски род, среден род и множина. И надолу личните заменки. Ich, du, er и es ја имаат истата лична заменка, односно истиот присвоен член. Sie, wir, ihr, sie мало и sie голем. Исто тоа ќе ми треба и за датив. Како е присвоениот член за машки род во акузатив? Присвоен член. Мој. meine. Тука е мајнен. За женски род е мајне. За среден род е мајн. За множина е мајне. Како се за личната заменка ду? Како се во второ лице? Еднина. Deinen. Deinen. Пото? Deine. Deine и dein. Deine. Така. Ајде за еа и за ес. За ес и за еа. Sein. Seinen. Seine. Seine. Sein. Sein и seine. Seine. Sein. Ајде за зи. Ihr, Ирен. ihren, да. Дека е во акузатив. Ирен. Ihren.
Ира. И Ија, мисля беше, или не? Тука е Ија и на крај е пак Ира. Ајде за вие. Овие може за вие и за Ија и не сме ги учели. Треба да биде унзерен, унзере, унзер и унзере. За Ија. Ој, ојрен, ојре, оја и ојре. За зи, исто како кај женскиот род, ирен, ире, ија и ире. И кај формата за почет, истите се со голема почетна буква. Ирен, ире, ија и ире. Ајде како ќе бидат во датив? Meinem, Така е. Мајнем, meiner, мајнер, Майн, мајнем майнем, и мајнен. Како ќе бидат за ду? deinem, дајнем, 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 етка, deiner, дајнер, deinem, дајнем дајнем, и deinem, дајнен. дајнем. Ајде како ќе бидат за Е и за Ес? seinem, Дајнем, Зајнем, seiner, зајнер, зајнем зајнем и зајнен. и зајнем. Ајде Марија за Зи. Па еве ги горе. Еве ги и овде. Истите, само нели Деја преминува во дем. Ди преминува во деја, дас преминува во дем и ди преминува во ден. Истите наставки ги добиваат и тука при својниот член. Ако тука било ирен, како ќе биде во датив? irem, Ирем. Ајде Марија само. Како ќе премине ире? iren, Ди во што преминува? Инер, Ди преминува во што? во dea, Значи ире ќе премине во ia, ирер. ирер, Машкиот род ќе биде исто како средниот ќе биде исто како машкиот. Ирем. И ова ире во множина што ќе биде во датив? Ако ти преминува во ден, во што ќе ирен? Ајде Весна за вие. Ајде Весна за вие. Во што? unzeren, Унзерем. zeren, Потоа, ова унзере во што ќе премине? узерер, Унзерер. Ајде унзер во што ќе премине? Весна. zeren, Унзерем. Така, унзерем. Во што ќе премине унзере? За множина? узерем, unzeren, Унзерен. Ајде сега за Ија. Ајде Миријана. еуре, сега како да прочитам, еуре, нем, Ојрем. Ојрем. ојренем, Ојрем. ојрем, ојре,
ойрер, ойрер, Ойрер. Ойре. ойрем, Ойрем. ойрем Ойрем. И ойрен. и ойрен. Формите за зи во множина ќе бидат исти како кај женскиот род, односно ирем, ирер, ирем, ирер, ирен. Долу кај формата за почет, истите форми само со голема почетна буква. Ирем, ирер, ирем, ирен. Еве ги формите на присвоениот член во акузатив и датив. Следната реченица, односно вежба, оваа за 80-та страна ќе работиме следниот пат како вежба. Ergänzen Sie wollen in der richtigen Form. Првата реченица борча. Cherry, Fabian und Lisa Која форма на глаголот волен од овие еве овде што се ќе одговара на празното место? will, Волен. Зошто волен? Епа множина. Да, со која лична заменка можеме да ги замениме Чери, Фабијан und Лиза? Вие. Не, Ние, виете или не? Нели ние волен? ами и за вие и за тие е волен? Да. Тие, значи со зи можеме да ги замениме. Ајде следната реченица, Весна. Шери вил сенгерин вердер. Чери вел зенгерен веаден. Зошто, Весна? Тој. Ама зенгерен? Зи Зи, пејачка, зенгерин. Како ќе биде пејач, Весна? зенга. Одлично. Зенга. Ајде следната реченица, Наташа. Fabian sagt, ich will Leidermacher werden. Лида маха. Лида маха веаден. Инаку ние имаме збор, има и англиски збор, ама они си имаат германски збор. Лида маха е композитор. Иде, Мари. Und Sie, was wollen Sie werden? Зошто волен? Затоа што има Зи со голяма буква. Така, зи со голема почетна буква. Ајде сега ова вас волен зинирам лебен noch nicht machen. Ке го зборуваме утре, бидејќи немате и вие реално време за да напишете домашно од денес за утре. Тука го имаме и глаголот веаден, кој што исто како и некако глаголот волен, како и другите глаголи, има неправилни форми во второ и трето лице еднина. Ќе го запишам. Меѓутоа, кај него не се менува само една форма, туку се менуваат и повеќе букви. Глаголот верден значи станува или постанува. Поеднина. Ich werde. Во второ лице du wirst. Во трето лице sie, es wird. Значи целата промена кај овој глагол ќе обележиме како промена на е во и, меѓутоа ќе се потсетиме и кај глаголот немен. Во второ и трето лице еднина, освен што се менуваше ето во и, во второ и трето лице го немаше хто, беше заменета со буквата, со дуплата буква М. Е преминува во и. Еве го. Е преминува во
Промена во множина нема. Па така формите во множина ќе бидат wir werden, ihr werdet и sie werden. Сега ќе се префрлиме во работната тетрадка, каде што ќе работиме вежби кои што се поврзани со двете граматички структури кои што ги работевме. Првата е на страна 36 и е со број 3. 36 во работната тетрадка. Ergänzen Sie mit oder ohne. Дополнете mit или ohne. Првата реченица е дадена. Cherry geht nur mit ihrer Starbrille zur Aufnahmeprüfung. Во оваа вежба ќе ви помогне и падежот, односно во кој падеж е присвоениот, определениот или било кој вид на член, за полесно да определите дали треба да употребите ohne или mit. Втората реченица, Мари. Ohne Aufnahmeprüfung kann sie nicht an der Popakademie studieren. Ja, richtig. C, Burcu. Sie mochten Popstar werden. Nee, mit. Ohne eine gute Ausbildung ist das schwierig. Ohne, затоа што во акузатив е продолжениот. Eine gute Ausbildung. Именката Ausbildung е именка од женски род и ова eine gute е во акузатив. Д. Наташа. Mit einer Ausbildung hat man bessere Шансен, да? А ова е во кој падеш, Наташа? во акузатив. Во датив. Во датив. Затоа што имаме mit. И Весна? Fabian geht nur mit seiner Gitarre zur Aufnahmeprüfung. Така, бидејќи seiner Gitarre е во датив. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Првата реченица е дадена. Ich arbeite mit meinem Mann in einem Büro zusammen. Meinem, затоа што именката Mann е именка од машки род. Б. Миријана. Ohne einen Kaffee am Morgen kann ich nicht arbeiten. Ohne einen Kaffee am Morgen kann ich nicht arbeiten. Зошто е einen? Акузатив, а именката кафе е од кој род? Женски род, мисля, беше. И па немаше да биде einen. Немаше да биде einen некој од женскиот среден. Еве ја табелата. Ајде пак да ја погледнем. Затоа ја направив на почетокот уште еднаш. Еве. Einen. Само машкиот род се менува во акузатив. Сите други форми остануваат исти како во номинатив. Значи, што ме einen, именката кафе е именка од машки род. С. Марија. Ich frühstücke jeden Morgen mit meiner Да, mit meiner. Kollegin. Зошто? Во кој падеш реченицата? Затоа што мите со датив А колегин? и колегин е Именка од?
Кој род? Женски. Женски род. Така е. И последната реченица, де, Наташа? Ohne mein Handy gehe ich nicht aus dem Haus. Зошто? Зашто ohne оди со акузатив, Да, а handy е во среден род, das Од- handy. одлично. Шестата вежба на следната страна. Urlaubswünsche ergänzen Sie wollen in der richtigen Form. Желби за одмор, дополнете го волен во точните форми. Also, ich will dieses Jahr zu Hause bleiben. Will, затоа што имаме личната заменка ich. Б, Борче. Aber meine Freunde Teresa und Boris wollen Да, im Urlaub nach Schweden fahren. фарен. Зошто волен? Und ist der Množina. Да, двајца во множина. С, благодарам. С, Весна. Meine Freundin Беатрис. Beatrice will Да. nach Italien fahren. Зошто вил, Весна? Затоа што во женски род ги. Одлично. Така е. Одлично. Де е Миријана? Aber nächstes Jahr wollen wir alle Zusammen. zusammen nach Tunesien fliegen. Да. Зошто волен? Па затоа што го имаме во множина вир. Да, затоа што имаме лична заменка вие. И Марија? Und was willst du im Urlaub machen? Добро. Зошто willst? Затоа што има du. Има лична заменка du. Така е. Schreiben Sie Sätze. Дадени зборчиња и треба да направиме реченици со главолот волен. Чери will unbedingt Sängerin werden. Од првите зборови. Каква реченица ќе создадеме, односно ќе составиме? Наташа од зборовите Auf keinen Fall, Zara und Felix, wollen и heiraten. Sara und Felix wollen auf keinen Fall heiraten. Auf keinen Fall heiraten. Сара и Феликс во никој случај не би сакале да се венчаат. Нема негација директна, меѓутоа ова auf keinen Fall ќе го запишем како израз, а значи означува негативно. Во никој случај. Auf keinen Fall. Во никој случај. А нема негација, нема директна негација во реченицата. Следната реченица под се. Весна. Nächstes Jahr. Прво ни треба глагол. Wollen Ама треба да го именувате според личната заменка их. will Will ich? ich will Прво will па их. Глаголот стои на второ место. nächstes Jahr will ich meine Ausbildung abschreiben. Abschließen. Abschließen. Добро, де, Борчо? Wir will Вие во множина. wir wollen Вие волен. die Прво
Прво, unbedingt, unbedingt die Führerscheinprüfung, die Scheinprüfung Führerscheinprüfung и накрај главово schaffen. schaffen. Ајде да Миријана. Wir können Со тоа што е со голема буква, треба да ја започнеме реченица. dann Dan, können wir да, dann können wir mit dem Motorrad да, durch Europa reisen. durch Europa reisen. И F, Марија, Jan will wirklich не wirklich, vielleicht. vielleicht Jan will vielleicht Liedermacher werden. Liedermacher werden. Ќе направиме уште две кратки вежби кои што ги има во тестот, да се поврзани со мит и со уне и со глаголот волен. Тоа се втората и третата вежба на страна 40. Zwei. Kreuzen Sie an und ergänzen Sie die Endung wo nötig. Обележете и дополнете ги наставките каде што е потребно. David möchte allein ohne seine Eltern in Australien leben. B. Наташа. Nicolas Eltern finden ihren Berufswunsch gut, aber Nur nur mit einer Ausbildung. mit einer Ausbildung. Зошто einer? Наташа. Затоа што ова е мит во датив, а Ausbildung е именка од женски. Одлично. С. Весна. Martin kauft immer will ein. Geht nie ohne seinen Kreditkarte aus dem Haus. Се точно е дека е уне. Во акузатив. Од кој род е именката кредит карта? Женски. Значи што ќе дополни така и зајм? Seine. Зајна кредит карта. Richtig. Де е Миријана? Сега от Ветер und Nachtrein. Martin. Не, Зофија. Sophia hat nur eine Страна 40, вежба 2. Јас сум на еден. На 2. Софија will zusammen. Само секунда. Zusammen. Zusammen. Прво мит или уне. Точно, мит. И ihr Ман во кој род е? во машкиот. Во машки род. Еве го машкиот род, бидејќи мита во датив. Еве го машкиот род и средниот, односно женски, бидејќи за Софија се однесува, што треба да дополниме на празното место? Ирем. Mit ihrem Mann 3 Kinder haben. И Бурча?
не оне, Така. seine Од кој род е Бух? машки. Не. Од среден. Среден. И во акузатив. Ако е das Buch во среден род, што треба да дополниме на празното место? Ништо. Така е. Sein Buch, liest immer. Да. И schreiben Sie Sätze mit wollen. Диалози мини, каде што имате дадена лична заменка и глагол, треба да се создадат прашања. Првиот е дадено како пример. Tom, machst du bitte deine Hausaufgaben? Nein, ich will Radio hören. B. Ајде, Мирјана. Van. Само секунда. Ван. Ија и хајратен. Ија е личната заменка што ќе ви помогне за глаголот, а хајратен стои на крајот. Волен треба во форма да биде на второто место. Ван волт. Ија. Wollt, извинувам, да, wollt. Ија хајратен. Да, одговорот. Nächstes Jahr Jahr im April. im April. C. Ајде, Марија. Welche Fremdsprache wollen Sie lernen? Richtig? Dänisch. Dänisch. Idee. Наташа. Was willst du werden? Popstar. Одлично. Следниот пат, односно утре, ќе се сконцентрираме повеќе на читање и на пишување. Односно имаме и вежба која што треба да ја направиме усно. Се слушаме, значи, утре во истото време. Имајте убава вечер. Благодарам. Чао. Чао.